Почитувани гледачи, добро вечер. Уште еднаш вечерва ќе имаме една дама како гостин во студио. Тоа е господјата Невена Ѓоргиевска. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте. Вака убаво, ноншалантно во вашата маичка број 52. Значи, колку што ја можев да бидам на кратко информиран и ви благодарам што на шорт нотис прифативте да гостувате кај нас. Вие сте група избирачи, Невена Ѓоргиевска, твојот глас за тебе, независни за Карпош. Повелете малце, објаснете што сте, кои сте, зошто се кандидирате и ќе одиме Добро, да. добро вечер, значи до гледачите. Прво да ви благодарам што ме поканивте, бидејќи како советници или како носител на листа на советници многу малку сме застапени во оваа кампања. Гледам дека целиот фокус е во главном на градоначалниците и многу мал се знае дека во суштина одлуките ги носат советниците. Градоначалникот е тој што поднесува и потоа ги извршува. Меѓутоа, главниот збор го имаат советниците, а секогаш на избориве некако советничките листи не се толку застапени. Дори до претходната година ги немаше, јас сум ги барала минатите избори да видам кои се советници, не беа ни објавувани. Така да, ова што се појавивме ние како независни листи и ги објавивме нашите кандидати, некако допринесе да почнаа сите да ги објавуваат веќе имињата на советниците кандидати. Значи, ние сме група избирачи, така мора да стои во законот. Заедно се договоривме да бидеме под ова име независни за Карпош, за заштита на Карпош, тоа е целта наша. Значи, делуваме преку Facebook страната 6 години можда за заштита на зеленилото на Карпош. Тука се собравме повеќе граѓански активисти, значи што делуваа на територија на Карпош. Јас конкретно потекнувам од иницијативата Ние сме Карпош 4, кој пред 6 години почнавме една активност да го спречиме деталниот урбанистички план кој во тоа време се наметнуваше, веќе беше у процедура да се донесе во Карпош 4. Потоа продолжив да работам со активистите од Додва иницијатива, така да последниве години во толку многу активности што ги имавме и со другите активисти од другите групи, полесно беше да се споиме во една група, барам од овие активисти што ги знаеме во Карпош да направиме една ваква група на граѓани кои се непартиски пред се. Значи, она што до сега се нудеше беше партиски и стално беше од аспект на тоа дека сите со одредени цели, меѓутоа ние едноставно сакавме да понудиме онаа што го бараа сите, трета опција. Освен активисти, морам да кажам дека на листата имаме и луѓе, значи с кои сметаме дека со својата професионалност ќе помогнат во работата на советот. Еве, вашето лифлетче можеби ќе помогнеме малце да се илустрираат и вашите колеги. Рековте дека вие порано сте активни. Вие сте екоактивист, може во главном, во главном екоактивист, со тоа што почнавме баш од локални. Која сте вие во суштина? Со што се занимавате? Јас сум електроинженер, значи софтверски инженер, работам развој на софтвер 22 години, имам многу фина професија за ова време, тотално немам потреба од некои екстра, да речеме, финанси или нешто влегувам у политика, едноставно ова последниве 6 години, значи како почнав со една обична активност да си го зачувам она што ми е пред зградата, значи тие парковите, да не ми се случи она што го гледав, што почна да се случува во центар, бидејќи у центар работам и цело време сум на таа локација Карпош центар, ги гледав што се случува, гледав како се менува градот. И едноставно затоа зашто имам деца кои и не само моите, него сите веќе имаат многу поеќе проблеми со респираторни проблеми, воздухот е се поеќе загаден и некако кога се споивме неколку луѓе да работиме на тие проблеми, кога свативме дека кога сме здружени, кои имаме заеднички цели, можеме да постигнеме, значи тој детален урбанистички план во Карпош. Тоа сте ова вие? Па не се, тука се дел од нив, од Карпош 4, меѓутоа на таа слика се активисти од цел Карпош. Али има 4 луѓе што, да речеме, од 2015 успеавме да го спречиме тој детален урбанистички план, никогаш не се донесе во Карпош 4, ги зачувавме парковите. Значи јас сметам благодарејќи на вас? Да, затоа зашто буквално деталниот урбанистички план беше дојден до да се поднесе на совет, а ние стоевме на штрек дека у случај да се донесе на совет, ние бевме спремни да блокираме, да влегуваме на совет. Едноставно никогаш не го ставија на седници и тој совет можам да кажам дека не се донесе заради притисок на граѓаните.
имаше и други случаи. Надеж давате, господјо Георгиевска, бидејќи у оваа земја само преку големи партии се остваруваат сите цели и одеднаш вие, граѓани, обични, соседи, дигате джеба и успешно успеавте. Зошто ви успеа вас? Зошто на други не им успеа, зошто вам ви успеа? Што е клучот? Чекај сега, ја морам се да чепка. Ви гледам дека сте спремни, изворедно сте елоквентни и ќе ви дадам простор, ама сакам малце да изгledам. Сепак е ова јади бурек, па ми интересира онака што ве буди са бајле. Како успеавте вие да ви успее? Пази, некој да сруши некому дуб. Чекај бе, полека, ова е револуција во оваа држава. Тој детален урбанистички план не го срушивме, значи само успеавме под притисок да не се постави на седница. Затоа зашто бевме многу, не бевме малку. Абе и ова е револуција, се согласувам. И бевме доста решителни, не бевме поврзани со ние на партија, тоа добро го знае. Значи ние бевме тогаш и на средба и со градоначалникот, имавме и архитекти со нас, значи се гледаше дека една граѓанска опција која бевме спремни по секоја цена да го заштитиме. Понатака во изминативе години, значи имаше и други иницијативи, да речеме во Трнодол. Сега минатата година 2019 исто така успеа да спречат донесување на детален урбанистички план со тоа што ја прекина јавната расправа. Сега исто имаме друг успех што како одва иницијатива 2017 година. Одва, вие сте одва? Да. Тоа е прекрасно, ви честитам за тоа. Ве следам. Јас сум ви лајкнал таму и споделил вашите активности. Супер. Ќе треба да ги интензивираме само со работката. Добро, се извинувам. Така, и освен значи тоа што ни е главна преокупација загадувањето, значи урбанизмот и она непланско ширење на бетонот, што не е подразбира урбанизација, влие многу врз загадувањето. И минатите избори 2017 година, значи кога веќе ги слушавме програмите за Карпош, една беше од работите, бидејќи се збореше дека се нели криминални дупови носени во време, баш беа на Бадник 4-5 дупа донесени. Wow. И цело време се збореше нели криминални сме, прашањето беше што ќе направите кој ќе дојдете на власт, нели као кога ќе дојдеме, па ќе видиме, па вака така. И некако буквално беше инат, за 2-3 дена седнавме и ги најдовме пропустите. Значи не сме правници, седнавме, ги најдовме пропустите, се консултиравме со правници и ги поднесавме на Уставен суд 4 дупа, од кои додека првиот се покрена и постапката додека успеавме да го кинеме, беше како играње една шаховска партија, бидејќи имавме обструкции. Значи, сега сакаат да кажат дека општината го донела заедно со граѓаните. Префрлање на топката пинг-понгото, не, бирократски. Они сакаат да го прикажат дека заедно, затоа зашто општината имаше должност према Уставен да каже дали тие наоди што ние сме ги нашле како пропусти се вистинити. Меѓутоа, во првиот одговор, ние ги следивме целата комуникација, баравме информации од Уставен, значи баравме увид на целата документација. Како ги следивте? Мислам, восхитувачки. Ќе ти кажам зошто. Значи, кој ќе почнеш со институцииве, многу е на лавиринти, тешко да дознаеш шо како е. Меѓутоа, ние сме доста упорни и у смисла кој ќе испратиме нешто, ако не добиеме одговор, онда се јавуваме повторно. Па преставки, па информации од јавен карактер, па ако се информациите од јавен карактер усмено морат у рок од 5 дена, па ги бркаш, одговорните ти се кријат. Значи, па правевме протести пред Уставен, правевме петиции, буквално еден притисок дека па вадевме процент колку предмети имаат решено. Едноставно, буквално ги мислам дека доста ефикасно го водевме процесот, секој чекор ни беше обмислен. И имавме резултат. Кога првиот детален урбанистички план го укинавме, потоа следните беа многу полесни, бидејќи веќе се повикуваме. Исти се пропустите и продолжуваме. Понатака баравме за 19 детални урбанистички плана, кои има истиот пропуст, да се донесе мораториум во општина Карпош. И него ни ставија на седница. И едноставно беше тоа разочарување од нас. Значи, еве, ние ви најдовме пропуст, викавте дека немате законски можности, ние ви најдовме можност, сега направете ревизија. И кога видевме дека тука не иде, свативме дека онаа борба што ние мислевме дека чекај ќе дојде власта, па сега ќе се сменат работите, дека мора да продолжи. Ние последниве години исто работиме
И сега ми е најизненадување кој ќе видам кои све се појавија на листа. Можно ли име, еве, вие имате професија, фамилија и овој активизам. И успевате. И колегиве ваши вака? Па, углавном да, повеќето, значи, сега јас не можам да зборам за сите, углавно, што сме со одва иницијатива, сме постојано во контакт и знам... за збор. Знаеш ли што ми е silver lining? Издиши, написе вода, прекрасни сте, господјо Ѓоргиевска. Ме одушевува, знаете што е? Затоа што ова е суштината на демократијата на Запад. Значи, се што гледам на Запад кога се случува добро, доаѓа од луѓе како вас, кои се организирале како вас, и прв пат слушам дека вака добро, фокусирано делува нешто. Ова, драги мои граѓани, со децении е зборено овде во емисијата. И стално кукате, џабе, не може да се постигне, не може ништо, треба преку партија ово она. Не, оваа дама и незините колеги ви се жив доказ дека може да се направи промен. И сега замислете, едно вакво здружение за центар, за аеродром, за Ново Лисиче, за Бутел, за Велес, за Битола, за ова зона. Знаете што е тоа? Што сака патос ке бришете. Ама, добро, тоа е процес и... Така процес. И не да ми викате фала што сум ве поканил во емисија, ја викам фала што ми дојдовте во емисија. Збориме понатаму. Ве пресеков? Да, сега моабетот беше, значи, освен деталниве урбанистички планови, конкретно за општина Карпош и како одва иницијатива и другиве иницијативи, значи, ги имаме тие локални проблеми. Почнаа да се носат повторно, значи, првите 2-3 години немаше толку носење нови детални урбанистички планови. 2020 година, тој истиот ДУП, што го укинавме, значи, тоа е просторот за 04, просторот меѓу Илинденска и Кеот. Тој простор кој беше обеќан како парк. Паркови, убавина, зеленило, стана гледам капиштец ке се прави таму. Значи, дупот кој го кинавме беше од таа карпата што беше до Борис Трајковски. И таму имаше според нив мали зградички, значи 4-5 ката не е страшно, ама страшно е. Значи страшно е. Прво, Кеот нас ни требаат паркови, не ни требаат станови. Еве сега според пописот излегува дека имаме многу поеќе станови него домаќинство. Марширавме, значи пред изборите ние направивме еден протестен марш. А на општината и требаат пари. И она пари добива со тоа што продава. Пазете, кога водат кампања, не го кажуваат тоа. Ние ќе правиме станови, вика ќе правиме мали зградички, ама вон, нема да градиме тука кај што се. Ма има Карпош кај да се шири. Ама и дали имаме потреба ние да се шири? Затоа зашто не, да ги гради, ама да не ги гради токму на овие места, ама мора све да биде фокусирано околу сити молли. Па тоа е атрактивната локација, автоматски квадратот веќе иде 200-300 евра повеќе само затоа зашто е поблиску до Сити мол, иако е многу лошо. Затоа зашто јас живеам толкому до Сити мол и знам каков квалитет на живот имав пред да се изгради и сега. Значи, беше маче да шеташ пред зграда. Сега не можеш... Значи, буквално и да излезеш од улиците веќе има толку многу гужва. Највечер е бука, и едноставно е несватливо како може толков трговски центар да се изгради баш во такви резиденцијални населби кај што живеат луѓе, него треба малце понастрана, кај што има простор да можеш лесно да пристапиш, да не се ствараат тие гужви пред него, свирења, нервози, самите луѓе кои идат на шопинг може 20 минути користат за да влезат до паркинг и да најдат паркинг, него дека се потепаа да се кој ќе се насели во зградата залепена до самиот трговски центар. Значи, ние збориме овдека за некој снобовски менталитет на неизживеаност, како провинцијалец која ќе дојде па вика све ќе прифатам само да сум улепен во центарот. Нека не ме се навредат другите затоа што моите најдобри пријатели се секако од другите градови кои се поголеми и почитувачи на овој град и поголеми граѓани од што овие граѓани. Тоа е просто неразбирливо. Натискено е, нема слободен стан таму, тоа е престиж.
да му мириса тоа скарата Kentucky Fried Chicken, тоа колите, он така се осеќа моќен дека е нешто. Мислам Не знам дека, што да дека кажам. буквално после година дена сваќаат што е работата. Затоа зашто не може да ти биде пријатно кога ти постојано сега и од дома работиме, нонстоп слушаш сирени, бука, брза помош, значи едноставно ти иритира таа Нью Йорк. бучавост, а бучавата исто спаѓа во загадување кој ние не го третираме. Не. А и те како е влијае врз Браво. квалитетот на животот. Значи, самото тоа што ние сега настапуваме ова нашата идеја е целото тоа урбанизација, градењето да биде подкрепено со податоци. Значи, мора да знаеме кога веќе нешто се планира, дали тоа ни е потребно. До И сега дали сето тоа беше нетранспарентно или замумулено низ лабиринти? Гуповите се носат на 10 години. ГУПот го испланирале тој пред 10 години и сега самата општина треба да носи врз параметрите на тој ГУП-ДУП. Ама ја тоа викам, ГУПот дава максимум што може да се направи. ДУПот не мора да иде до тој максимум. Деталните урбанистички планови треба да се прават за добробит на населението, не за неколку компании да остварат профит или општината да прави профит. Општината е тука заради населението, не е општината сама по себе за да храни администрација или да остварува други цели, така да требаше да се сепак да биде тоа транспарентно до народот и да се види дали тие работи што се предвидени и се градат ни требаат. Очигледно под сето она што каков е револтот на жителите нас не ни требаат. Исто така имаме ресурси, ограничени ресурси, значи вода, канализација, инфраструктура. Да, колку се води сметка на тоа? Имаме климатски промени. Пред 10 години кога се правил тој ГУП, колку опште се имало сметка на тоа? Дали нас капацитетот на растче ќе ни издржи наредните 30 години со овој прираст на население што го имаме од Скопје? Значи мора да се води сметка на сите тие работи кога се прават плановите. И сега ако некој не водел сметка, ние ако имаме добра општинска власт, може нашата општинска власт да води сметка за тој дел ние кај што живееме, барем да биде добро осмислен. И затоа ние го имаме и тоа на крај. Што не прави среќни? Значи, кога малото го чувствуваш како свој дом, кога ги немаш сите тие нервози, веќе друг е квалитетот на живот. Ако идеш ти на работа и гледаш околу тебе насмеани луѓе без нервози за да излезеш од дома, да стигнеш до работа со свирења, со... Не го изгубивте тоа вие во Карпош, за жал. Јас среќа сидам со малото. точак, па покрај ке тука луѓе трчаат и тоа е многу... Драга колешке, да ви кажам, значи, просто и почнав и да ги жалам порано, не, ама, еве, ја па сум центарско дете, во кола не сум седнал. Мислам, сулудо е да седнеш во кола, дури кога врне, дури кога едноставно па и патувањата кога сакаме во кино да идам до Ситимо со велосипед. Расположен ќе се качам, уште порасположен ќе се симнам. Не можеш стрес да доживееш. Овдека гледаме на интересна работа, градежна инспекција на терен секој ден. Зар не се на терен секој ден? Значи, ако прошетате, ќе видите дека има градилишта што се без церадак, камионите излагаат од градилишта без церадак, патиштата се значи со прашина, сега кога не врнеше, буквално ако идат луѓето према кеј да трчат, а тука имаме огромно градилиште. Прво немаш ни со точак, него можеш да идеш по улицата, а друго е се дига прашина. Луѓето трчаат тука и им се дига прашина така, со полни гради ги ја вдишуваат прашинава. И лупање, тропање, нели може и камион од другата страна да ти дојде, па така малце се... Нашите стандарди градежни се... Да, и се гледа тука, значи ги гледаме кога излагаат камионите, луѓето од соседната зграда ги гледаат. Да се направи? Значи, ако има, не смее да се гради. Прво не смее да се гради на таков начин. Мора да има контрола. Прво работниците треба да бидат заштитени. Значи, се гледа дека некои не носат опрема, не се заштитени. Имаме излез, значи, еве се гради, гледаме една куќа на главна улица, тротоарот е зафатен со градежни материјали. Значи, работниците, ја прво што побарав табела да видам кој гради, како гради, одма јас ќе викам инспекција, луѓето ми викаат, господјо, ние си плативме општина за ова. Значи, они плаќаат, општината им дозволува тротоарот што е за пешаци да се узурпира со градежен материјал. Каде тие луѓе директно од улица ќе влегуваат? Немаат ни паркинг. Значи, секоја градежна парцела во својата градежна парцела треба да има паркинг. Дали има паркинг места внатре? Што внатре? можете вие да промените со тоа?
Значи, Ако е ова усталено законско право, како ќе го смените? Значи, Како ќе го подобрите? Едноставно ќе бараме да видиме колку градежните инспектори се на терен, колку инспекции имаат направено и какви се тие. Буквално ќе бараме извештаи за нивна извршена работа. Конкретно исто последниот детален урбанистички план кој се укина овој у септември, значи на 9 септември укинавме уште еден детален урбанистички план, беше прв од редицава што имаше забрана за градење додека не се донесе одлуката. Сега, за вие месец-двена, јас прошетав на тој терен, имаше десетина куќи кои се градат и не изгледаше ни дали биле известени, прво, ако не биле известени од општината дека не смее да се градили, дали уопште излегла инспекција. Сите тие треба работи да се проверат и ако не се случило тоа, треба некој да одговара. Значи, за Козле збори? За кај Млечен. А за кај Млечен? Да. Што има таму? Добро. Што нема таму? Јасно ми. Таму ни со велосипед избегнувам да одам, а камоли со кола. Па затоа зашто тие се... Ама затоа нашите сногови се таму еден преку друг по уште нагоре градот. Значи тоа се гради под детален урбанистички план, кога не беше ни оној законот за зеленило и сега парцелите се од крај до крај. Се искористува све максимално. Ако ништо друго, сега кој ќе се носат по новиот закон, мора да има 20% зеленило, па барем колку толку веќе ако мора да се гради. Опак имате протести како? Тој му дозволиле да си има 120 квадрата, ти ќе му кратиш сега 20 квадрата, ќе има само 100 квадрата. Супер, ќе немаме воздух после сите и ќе протестираме, зашто ни е загаден воздухот. Мислам, не може. Едноставно тоа мора јавното добро, не може приватното. Смитате ли дека луѓето размислуваат како вас затоа што градат спротивно од вашите погледи? Сега има луѓе, секогаш луѓето некако тргнуваат од своето лично, така, па после меѓутоа све има влијание. Значи тоа што дишеме загаден воздух и што живееме у 150 квадрата, ништо не ни носи ако парите ги даваме по болници за да се лечиме од тие. Ние сме болни луѓе, ние сме спремни да ги даеме по болници. Не, ова е моја констатација, се извинувам. Еве спомнуваме, значи толку сакаме Словенија да споредуваме или Западов, значи у Словенија 2 години сум живеел. Не можеш најлон да ставиш на кровот без дозвола, камоли да не дај Боже да помислиш. Тоа последните гупови и дупови затворени 920 година и не се мрда од тоа. Љубљана нема еден жител повеќе последниве, не знам, 20-30 години. Па да речем оној дел што сакав да го потенцираме, тоа што луѓето не идат да купуваат во Љубљана. Мислам дека не смеат, него самото начин на живот и она што го имаат, иако платуваат, да речеме, и по 40 минути до работно место, значи простор кај што имаат нормален живот, природа, да се рекреираат, доволно простор за играње на децата, добра инфраструктура и ние место да западњачки субурбија. А центарот да е за бизнис, а се живее во предградијата. Значи, ние треба да инвестираме надвор, да инфраструктура, да мене не би ми сметало да патувам 40 минути ако ја имам квалитетен живот и здрава животна средина. Радиша ни требаше да биде првата населба и углед како треба да се шири Скопје, нели, по една, па да има брз пат да се стигне до центарот. Но ние се напикавме у центар, Велите овдека, објава на мапа на државното неизградено земјиште во општината. Точно, има државни земјишта кои потоа, според тој закон за градење, значи, како беше околу 30% ако има некој парцела, може да го откупи тоа другото државно земјиште и така имаме на некои парцели, пошто се државни земјишта, место општината да инвестира од тие 30% да ги откупи некако и да направиме парк, они ги продаваат заради пополнување на буџет. И добиваме градби, конкретно кај стариот архив што се запали. Тој дел Стариот архив се запалил? Да, тоа што беше кај Карши Макпетрол на раскрсницата 8 септември со партизански... Не знаев дека таму бил стариот архив, се извинувам. Архив беше, мислам, да, старата таа барака се запали пред неколку години и сега тука се донесе детален... Архива на Карпош или архива на Република Македонија? Мислам дали на град Скопје да не беше. На град Скопје. И сега тука видовме дека има парцели што биле државно земјиште и сега место да се гради парк, тука се градат објекти и администрација, значи општината гради објекти, сега не е некој приватен инвеститор, па приватна собственост, па
така натаму, сега државата гради, сега они го сметаат успех што укинале 2 маркици, а сите 4 останале. Значи, толку администрација имаме, нели треба да ја намалуваме? Зошто има потреба од тие згради? Нас ни требаат паркови. Упорно се збореше паркови, зеленила. Јас се извинувам. Сега мислам дека најголемиот скандал во моментот што се случува е што веднаш до базенот и до спортскиот центар Борис Трајковски ќе се градат згради, ќе се гради пат некаков така нешто на Facebook, некои иницијативи, запознаени сте со тоа? Значи тој... Колку е тоа вака според вас нелегално, незаконски, неетички или нееколошки? Значи тој дупко го кинавме, тој е дупот што ние го кинавме за Вие го 0,4, кинавте? значи тоа беше од Карпата до таа раскрсница. И сега тој детелен урбанистички план го носат на блокови, го делат на делчиња. Една работа е што кога е на делчиња, значи луѓето немаат евиденција колку е све тоа и помалце реагираат. Делов што е кај баш на раскрсницата према Сити Мол, значи сега што е градилиште што се гради, јавната анкета беше објавена лани у јуни, кога сите бевме парализирани со нели карантини, уплав од корона и значи не можевме ни да повикаме на протест, зашто едноставно не е окей. Луѓето значи не беа толку запознаени во време, ние баравме да се одложи тоа кои ќе бидат пиковите помали, го донесува во ноември во најголемите пикови. И сега го носат овој блок. И ние го знаеме, го видовме целиот план како е, ќе се носи делче по делче. Овој блок сега што го носат конкретно нема големи промени, значи има само таа улица е поместена во однос на стариот. Се зборам во однос на стариот што го кинавме. Улицата е поместена неколку метри и сега се тој картингот фактички се поминува низ него. Меѓутоа тие згради што се спомнуваат не се во овој блок. Значи тука не смееме да лажеме јавноста, тие во овој блок ја има само таа улица екстра што е поместена малку и една бензинска пумпа што никој не ја спомнува. Ние како одва иницијатива реагиравме уште кога затоа зашто сме члени на тоа партиципативно тело во општина Карпош, што според новиот закон мора да го има. И тука треба да влезат граѓани за да имаат увид на што се случува. Значи ние влеговме таму за да ги гледаме плановите пред да почнат да се носат. Браво. Значи ние реагиравме за бензинската пумпа затоа зашто тоа е заштитна зона на бунарскиот систем Нерези Лепенец, доаѓа како втора заштитна зона или трета му доаѓаше тука, меѓутоа викак бензински пумпи не смеат да се градат, тоа све ако нема некои последни услови. Ние тоа го фативме како начин дека можда и не ни треба таа бензинска кога веќе треба да има дополнителни барања при градбата. И веќе да се води сметка дека тука имаме бунарски систем, дека се овие заштитни зони. Значи ние тогаш алармиравме како одва иницијатива, барале мислење од Министерството, излегува дека можело да се гради и таа бензинска ретко која спомнува сега улицава е фокус. Чекај, изградена е таа бензинска? Не, купено е местото, купено е плацот и сега Тоа е во близина ондека каде што врти, бидејќи знам дека нели не може да се направи каде што е пералната, тука има една заштитена зона што ја рековте. За неа зборите, заштитената зона е значи од бунарите се доаѓа до Љубљанска е втора, вамо е трета зона. Така, ми се имаат некои правила во тие зони што смеа, што не смее во однос на тоа, пошто тие градби влијат и на подземни води, близина на бунарски систем. И сега ние како граѓани дадавме предлог дека има можност да спасиме. Значи, меѓутоа општината си побарала мислењето од Министерство за животна средина е дека може, само да имале дупли заштитни ѕидови и сега тоа треба да се следи дали како ќе биде контролата. Значи мора да се види како ќе се гради таа. Ако имаш доволно контрола и на тој што гради, му поставуваш повеќе услови, може нема да му се исплати да гради. Така да... Господјо Ѓоргиевска, фасцинирате со вашата посветеност и енергија. Зборите во множина, знам дека ова најчесто сами сте го правеле. Па не сум сама, значи од иницијатива не се чувствувате како Дон Кихот? Не сме сами, не сме ни многу, ама углавном сме така упорни тврдоглави жени, така да малце потешко со нас излагаат на крај. Мој поклон до вас, упорни и тврдоглави жени, човек како да не ве сака. Сакам да кажам дека не само ова ваша презентација, мене ми е, знаете како ја утре ќе го користам кога се јавуваат, знаете во емисијата постојано кукаат, плачат, чекаат некој друг да им ги заврши работите.
Но очигледно вие никогаш не сте се јавиле во Јади Бурек да плачете, но затоа сте нон-стоп по институции со вашите истомисленици и гледате да направите нешто. Ја само ви се нудам како за било што треба да се разгласи, слободно користете ме, сеедно дали ќе влезете, дали ќе и во иднина, затоа што светол пример сте. Светол пример сте, луѓето изгубија надеж дека нешто може да променат, а вие сте жив доказ за тоа дека може да променат. Само треба малце повеќе нерви и упорност. И тврдоглави жени у може друштво. И тоа ни е целта на ова појавување на избори. Да. Значи, колку и да освоиме, сега ние, тоа вика, малку не знаат, ние мислиме дека доволно не познаваат, меѓутоа, целта ни е сега да истрчаме колку што можеме, да ги запознаеме луѓето, зашто цело време се збори, нели, трета опција, кога веќе се сервира опцијава, гледаат да ти најдат нешто, работава, значи сигурно некој стои позади вас. Ја викам, некој да стои позади мене, нема јас да трчам по сиве институции, банки, ова, за да го истрчам тој процес што беше ние да се кандидираме, што беше многу посложен него да сме партија. Многу полесно ќе беше да бевме партија и да се кандидираме или некој да не насочеше, ако стоел позади нас, што треба да правиме. Од друга страна, значи, целта на нашето влегување, тоа викам, ние не ветуваме многу. И не сакаме да ветуваме многу, зашто не знаеме колку луѓе ќе влеземе. Ние немаме градоначалник, затоа зашто сметавме дека залудно ќе потрошиме квалитетен човек ако немаме од листата, ако немаме доволни шанси да освоиме. Колку и да влеземе, тоа единствено кажувам, ветувам, еден да влеземе. Ние ќе направиме седниците да се објавуваат јавно и да бидат снимени. Ние немавме можност да присуствуваме на седница на општина Карпош. Значи, кога беше носење буџетот, каде што моравме ние како граѓани да бидеме вклучени, дури како одва ни дозволија во општина Центар да ги следиме седниците на Zoom, во општина Карпош првенствено ни рекоа во ред, ќе ви пратиме линк, меѓутоа вечерта, кога објавивме на Facebook дека ќе кажеме кој како гласа, добивме нова информација вечерта недела, дека ни обезбедиле простор во таа просторијата кај што имаше сега собирање потписи во Козле, значи по тие скаличките гора. И сега јас и мојата колешка од Одва требаше да седиме на столчиња, на компјутер, да следиме седницата со еден вработен, да не надгледува случајно да не ја снимаме. Значи, толку беа затворени тие седници да не се види што кој како гласа, што е едноставно несватливо. Ако си народен представник, ти треба твојата работа да биде јавно. А ние, нашите советници, не ги знаеме. Значи, повеќето се со редок исклучок на неколку што се појави, не ги знаеме. Тие ќе си ги одработат тие 4 години, дали после ќе ги кандидираат или ќе си добијат некоја награда, некоја позиција, никој не ги знае, ни кои биле, ни шо били, има само неколку најдовме кои се рекордери во општина Карпош со по неколку мандати, меѓутоа и за 21 години имаме советник што не знаеме што направил за тие 21 година. Така да и многу е чудно истиот советник што гасал за тој дуб, сега од страна на опозиција почнува да кажува колку е тој лош, мислам, прво ти вреди интелигенција, кој да си заборел, ти кој да си од завчера не си ги следел. И тоа е малце, пошто ги знаеме проблемите. 6 години викате дека сум вака со ентузијазам, затоа зашто 6 години го правам тоа. Ја тоа викам, од сите што се појавија, 10% да има направено колку што ние, ичке си седев дома мирно, ич не се замарав со ова. Ама едноставно гледаш дека е све или за колку да се појавиме, значи толку не ги знаат проблемите, да се појавиме, колку не знам што мислам. Поканети сте по други телевизии? Само уште една имаме покана, меѓутоа многу тешко беше, затоа зашто во програмските планови стојат повеќе градоначалниците него советниците. Значи ева тоа ни е нова работа што ја свативме во изборнава трка, дека можда и да имавме градоначалник било каков, може ќе бевме повеќе застапени отколку вака што идеме само со советнички листи. За многу кратко време емисијава вашето гостување ќе биде ставено на YouTube. Вие подаруваме емисијата, земете си ја, користите ја како сакате. За жал телевизијава е блокирана, телекабел не ја емитува, иако не сме по закон и така натаму, може тоа и си го прават, па поготово и сега за избори, но имаме YouTube, имаме Twitter, се надам и Facebook ќе се врати, па искористете најдобро што можете. Како граѓани, ја ви честитам на храброста, упорноста и ви посакувам успех од моја страна. Имате завршен збор, ако сметате.
еве би сакала да ги повикам сите граѓани, значи они посебно тие што се толку разочарани, неопределени. И еве сега во тие контакти што ги имаме на терен, обично викаат џабе, би им порачала дека не е џабе. Значи сите тие што не гласат и што мислат дека не вреди, еве нека помислат дека некој одвоил од своето слободно време да направи нешто. Од тоа што толку граѓани разочарано се тргнуваме од политика и не интересирани, се случува тоа да ни изградат зграда пред прозорот, а тоа е политика. Политика или не, значи сега се работат локални избори за она што ќе ви се случува во вашето мало, буквално она што ќе биде животот што ќе го живеете секој ден. Така да размислете дали сакате да учествувате во тоа, зашто секој глас не е само право, него и одговорност во она што се случува околу нас. Ја би сакала, еве, да ни дадете шанса да ве разувериме дека не е се џабе и дека ние кога можевме вон Советот да направиме толку, па колку и да влеземе во Совет, сигурно ќе направиме многу повеќе. Знаеме дека треба за 52 да гласаме. 52, на листата за советници на општина Карпешта е бројот 52. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.